Охридскиот центар за култура доби забрана за работа, откако при вонреден инспекцијски надзор на објектот утврдени се бројни пропусти. Иако ги поседувал сите плански документи согласно Законот за заштита и спасување и сите потребни инсталации за таков вид на објект, дел од нив со години не функционирале, иако овде се одржуваат бројни културни и друг вид настани. Даден им е рок до 1 јуни да ги спроведат обврските, во спротивно нема да може да продолжат со работа, а забраната ќе остане на сила. Директорот ме информира дека при анализирањето на состојбата на инсталациите утврдено е дека громобранот негде има прекин, мора да се или да се прави нов или истиот да се реконструира. Системот за автоматска дојава е веќе застарен и не може да се надградува, мора да се воспостави нов. Тој е систем за автоматско откривање и војна пожар. Јавувачи на пожар ќе реагираат на чат топлина температура и ги алармираат присутните лица за, не дај Боже, настаната потреба за евакуација. Исто така и хидранската мрежа им е во прекин. Дел од театарските представи на фестивалот Охридско лето се одржуваат овде, па поради обемноста на работите кои треба да се спроведат, неизвестно е дали тие ќе може ова лето да се играат на сцената на Центарот за култура. Сепак трагедијата во Кочани ги разбуди институциите од долгогодишниот зимски сон. Ние работиме врз основа на месечен план и годишна програма и со одредена динамика ги поминуваме. Сега мора да кажам дека до овој настан бевме малку попустливи како инспектори, затоа што државни институции и малку попустливи, меѓутоа после ова ќе се оди точка по точка без пардон, затоа што видовме дека и не донесува работа. Бидејќи се констатираа низ неправилности кои може да ја загрозат безбедноста на вработените и посетителите, се одлучивме за времен прекин за сите настани и манифестации кои беа планирани да се одржат. За санирање на состојбата ќе мора да се распише тендер, процедура која ќе трае можеби месец и половина, но најважно е безбедноста отколку било што друго. Вонредни контроли од Дирекцијата за заштита и спасување направили во детските градинки во Охрид и Струга, бидејќи се правени пред повеќе од 50 години, било утврдено дека тие не поседуваат системи за автоматско откривање и јавување на пожар, пошто им било наложено итно поставување на таков систем. На почетокот на април беше затворена и спортската сала Нико Нестор во Струга, бидејќи беше утврдено дека не е безбедна за користење, иако ја користеа повеќе од 1500 ученици и неколку спортски клубови. На едно основно училиште во Струга му биле наложени мерки за проверка и санирање на целокупната инсталација, меѓу кои и онаа за заштита и јавување на пожари.